Леле, бра! Не. Оу, ја ќе познат. Да. Колчелен черова, ајде. Кога си ме видел? Ја мислам дека сме спремни. Дечки, да видите кого чекам, малце трему имам, сепак еден од најголемите рапери на балканската сцена, така да ќе го видите сега за кратко. Девито! Брате мој. Го знаете ли Девито без маска вие? Че само малце ги оти. Доста. Девито од тему, го нарачав, ми стигна за 30 дена, сега ќе видам што ќе каже. Дечки, еве сме тука, јас го нарачав од тему, сега да име дали ќе исклучен кој кинес или... Чекај да видам. Поздрав, дечки. Леле, види бе кој е тука бе. Овој Селјаков од градиште бе. Кој селјак бе? Како се вака? Кој селјак? Брат мој. Да, Брат последен мој. пат. Добар диџеј. Најдобар, пофали ме. Најдобар диџеј у Свети Николи Поширок. Брат мој. Фала. Дечки, што правиме денеска? Еве тука сме со диџеј Тошев, со мој многу добар пријател и брат и све, секој тука во секој време. Исто и за него. Денеска јас и он еден на друг си имаме спремно 10 прашања кои што мислиме еден на друг дека не би ги одговориле и пред јавноста. Тој што нема да одговори на овие прашања мора да латне едно од овие многу вкусни или гадни бомбончиња, тоа се овие Бим Базл кои што мислам дека сите ги знаете, а за тие што не знаете, ова се бомбончиња каде што имаме вако и го вртиме и да речеме кој се падне сега. Еве, ова. Прљава вода или торта. Или ќе јадеме убаво или лошо. Или, точно така. Така да, дечки, уживајте. Го имаме кадрот. Ја мислам дека може да започнеме. Преме лискаме ножички. Може лискаме ножички од Прашања за Тошев. лискаме ножички. Ајде, идам ја прв. Кој диџеј од нашата сцена најмногу те нервира? Еден. Одма ќе јадам. Нема шанса, одма ќе Значи, јадам. еден што те нервира најмногу. Те нервира, брате, сакаш да го утепаш. Па реално не ме нервираат никој. Класичен дипломатски политички одговор. Ајде ќе јадам. Ајде, одма јадеме. Да. Само ваља не му убаво да му се падне. Да, тај бе може нешто долго. Ама не. О, Иде тука. ајде. Ајде, расипано јајце или со путер Епа. пуканки, ете го збора. Пуканки. Ова е мислам. Ек. Значи, дечки, еве го. Сигурно? Ова сигурно баво, чим ја ти го дам убавото. Ама цело го јадеш одма. Не. Ме заебаваш? Значи, не лажел за прашањето. Добро? Да, ете, гледате, не лажам. Да, никој не ме Сигурно, нервира добро. реално. Си ја сакам земја. Да, сигурно. Сега идеме прашање за него. Така идам прво полесно. Јас ќе ти одговорам бега еден. Да би бирал, што би бирал, повеќе слава или пари? Па знаеш како пошто ми е сега почеток моментално, не ми се толку битни парата, колку што ми е битно да се пробијам. Го одговараш прашањето. Не Да, јадеш. да, го одговарам. Мило ми е. Моментално, пример, парите не ми се приоритет, ама нормално сите правиме се што правиме за заработка. Така да моментално не, ама ако гледаме на долг рок, парите би ги одбрал. Добар Се одговор. слагаш со мене? Да. Тоа е тоа, идеме втора. Да. Која е цената на твојот настап? Значи, Значи луѓето сакаат да те викнат колку треба да спремат пари за да го исплати ова. Што еме тука? Леле, Nike Tech please, да не покажувам доле. Вака, Ајде, го одговорам ова прашање. Ќе го одговори. Зависи од кафич и дискотека, од 200 евра па на нагоре. Значи чеки минимално да цена ти 200 евра за кафич. Да, и зависи локација каде, кој град. Колку бензин ќе Јас потроши. да. Зависи колку е трошокот и се, дали треба да спијам таму, се зависи. Еве на пример за Скопје те побара кафич, која цена ви е? 200 сигурно. Ова јавно, ова никој до сега го нема кажано, дали диџе, дали некој артист, ама Реално за Македонија. ајде сега јас. Овие бомбончиња тука да име дали ќе Ајде бидат сега изедени. да го видиме, оти е многу јак. Сега да го видиме малце него. Која ти е најлоша ситуација што ти си има случајно со некој девојче? Најлоша ситуација. Кринч еттен да ти е. Дали би го одговорил или не, ја не би го одговорил. Брат, не би го одговорил пошто не знам, иначе само ака ми текне, тоа треба нешто тен мува да се заправиме па да ми текне. Да, ама сигурно јас си ги памтам кринч моменти, не ќе да се сеќавам. Па не сум ја го тебе. Не добро. Нема врска, ајде, ова стварно немам одговор, затоа што моментално не ми текнал сигурно имало. Ќе пробам едно, ајде, врти го ти за мене. Да не биде кај си го местам. Тути фрути или смрдливи чорапи. Добро, дечки, еве го имаме ова. А вода така е, иначе немаме ништо освен вода, лек. Чекај, ја купив. Не, бега спонзори не се. Не. Цензура. Убаво или лошо? Овој нема ни вкус ни мирис, шо? Брат, валја гадното, но не е толку гадно. Па добро. Чорапи, гадни да јадеш. Да, тоа е. Може, за доруче ќе размислам, ќе размислам. Нека сега се валја ги осеќам.
Си извадиш. Имамо слабната 13 кила, цедевито. Не сме веќе цедевито. Сега е темито. Океј, идеме на наредно. Вака. Дали немаше друг начин како да се пробиеш, па мораше маско девито да земеш? Ке го одговорам. Значи вака. Еве го Да слушнеме. одговорот за таа фантомка. Најголем Чекај да фан. покажеме само. Не може секој да има ова девито подарено. Девито мрч. Дефинитивно девито. Дечки, ова Реално- да знаете. Ова реално никој не може знам. да го има. Ајде, добро. Реално ги знаете моите настапи како одат сценски. кои Тие што има не ги присуство. знаат, треба да дојдат. Тие што не знаат треба да дојдат и да осетат мојата енергија. Е вака сега, за таа фантомка. Девито, уште од кога почна, го пратам цело време, се знам за него и не знам, едноставно неговата бела фантомка ми дава многу добар вајб, ме исполнува со голема енергија и која ја ставам. На почетокот на кариерата имав проблеми со тоа. Сега ме гледаат прв пат и као што ставаш фантомка. Она, Може ова. краток одговор да дадеш? Феноменално ми е. Добре, бе, дали ти Најдобро. помогна тоа во твојата музичка кариера? Да, реално да. И Го имаме одговор, дечки. Идеме. ако сакаш да направиш пренк на некој од диџеите од наша сцена или артист, небитно, кој би бил тоа и зошто. Пренк. Значи, Како сега, пренк? па зависи Пример да се осеќа непријатно. да се осеќа непријатно. Нормално. Добре. Дали би ќе одговор? Тоа да одговарам, мислам не е тешко прашањето. Па Дали мислам дека диџеј или артист не би? интересна реакција би имал или он на него да му правам пренк или на DJ Bono. Некој од нив двајца, мислам дека би била многу интересна реакција. Двајца луди. Двајца ментоли. Да работиш вака работа треба да си ментално. Да. Добро, идеме наредно јас. Наброј ми 3 DJ кои според тебе не знаат да пуштаат музика. Дај да јадам. Ајде што, барем еден кажи. Дај да јадам, онда не Ајде, кажувам, не ајде. кажувам. Не. Погоди со прашање. Чекај, убаво е вака. Ајде. Ева, да. Праска или повраќаница? Имам проблеми со стомакот и сега повраќаница. Ако да таман да се олесни. Не можеш да го мириснеш, брат. Ајде, убаво гризни го. Валја не е праска. Леме, Имам среќа ја. не за мен едно добро нема да остане. Добро. Добро, ајде идеме наредно. Дали Никола има своја емотивна бол и да си каже за неа? Љубов. Емоција за некоја девојка што си ја сакал и дали би кажал нешто за неа? Као... Ама че дали моментално имам? Не моментално. Дали си имал? Сум имал. Си имал. Да малце да ни отвориш нешто. Као љубов спрема неа, како е било? Многу убаво. Задоволен? Така, Задоволен? Било ми е. Не зборам на оваа тема многу. Ете, доста, нема потреба повише што да отвараме. Ама е че го сматраш ова да добар одговор или да јадам? Не, добар одговор. Ова прашање во емотивна бол му од песната на Девито. 100% Да, се кладам, брат. Ама не, и двајцата си знаеме за емоциите и Ај сега ќе ево. Марчмело или смрдлива бубачка. смрдлива бубачка? Сигурно? Да едно марчмело, да едам денеска благо не сум јаден. Јес. Ре, како? Нема Колку лоша е реакција добро, до сега. Нема. Ова ќе Да. си го изадам. После треба да трчаме, знаеш колку завие шеќер. Предобро. Предобро. Океј, идеме наредно. Сега сме до петот. Дали негде имаш пуштено музика без пари, само за да си виден? Да, еве ќе одговорам. Добро, каде? Еве ќе отворам за сите. Првиот настап што ми беше во Белград, имам отидено се од мој џеп за да се покажам и да ги кажам дека јас сум стварно добар диџеј. Отидов таму после журката ми кажа: "Одма да ни дадеш следен датум да дојдеш ти во Белград и ето." Значи вредеше. Значи вредеше, да. Вредеше што не зема пари. Да, вредеше. Да. Ми се свија одговорот, ми се свија што е искрен. Идеме наредно прашање ти. Дали мислиш за самиот себе дека си нарцис? Одговарам. Да, ајде. Имам само доверба голема и мислам дека све што сакам да го постигнам, ќе го постигнам. Сметам дека сум најдобар во тоа што го правам, но сепак респект према сите, така да, знаеш како? Страф од никого, респект према секого. Прв, така. многу добар одговор. Први видео феноменален. Браво Никола, многу добар одговор. Така. За ова не му дав пари, да знаете. Дали мислиш дека си најдобар диџеј на градиште? Ќе одговорам и на ова. Реално сум скромна личност. После оваа година на градиште тоа што се случи, тока си ти. Добро. Беше на сите журки. Емоција, на моменти ми идеа солзи. Поред мене ја мислам дека стварно бев најдобар. Година дадов се од себе, кај што не ни спиев за да идам на тие журки и фала за сите. Добро, значи ти си татко диџеј на градиште. Ја. Добро, одговори. Девито или Джала и Була. Ајде ќе јадам за ова, не би го одговорил, пошто имам респект и према тој и према тој, односно према ти и према тој. Може да јадам? Да, може. И јас сум на исто место. Еј, ова розево. Ова розево ми рекол дека е ново. Калинка или стар завој? Бан. Тоа е ова. Пардон, како вкус има на завој, бе? Не знам. Завој. Фала леле, Богу. брат. Не бегај, не. Тоа е лоша. Познаеш ли оној Не кажи вкус, брат? мене. Кога влагаш на докторе на многу мириса на доктор. Ти мирис дио. Добро, доктор. Да, пукнал доста. Наби си. Леле. Абе, сора. Завој. Видеме. Ајде. Колку девојки ќари во Охрид? Ајде. Нема одговарање на Ајде. тие прашање. Капучино, Или ливер, што беше ливер? црн дроп. Ау. Да видите. 3, 2, 1.
Пред не ме сега? Капучино. Добро. Тоа Ајде се ти си кријам. наред. Дали би продал некој твој близок за да имаш слава, станеш познат? Имам другари, мислам доста блиски што ми се, не ми се другари секој ден што се гледам, кои што знам дека не ми се за, нели, другарство, него дека се, што е нормално, јас Да. такви луѓе му животот што буквално ми се за таа работа и тоа е тоа. Така да најблиските не би ги продал, а пример тие сега знаете како не би ги продал, ама да речеме некој да ми даде да немам опција да се дружам со нив, или не одговарам батали. ти Ме разбирате што сакам да кажам. Он го одговори прашањето, па ајде не одговорам. Еве. Не бе, чек. Ова што е? Ова прљавата вода или Birthday cake или Како да го dirty dishwater? преведам? Dirty dishwater, значи, сигурно. Нема. Ајде на торта, одамна не сум бил народен. Оу. Неким. О, да, да. You need to water. Брат, се осеќам кога сум бил у А, машина за ама, перење. Го гаси ме видео. Ау. Ајде брат. Колку пари имаш најмногу заработено од едно пуштање музика? Ајде, не одговарам. Не одговара, 3 секунди помина. Не одговарам, да. Не, сериозно, одговарам. сакаш да одговориш или не? Да, не икам. Реално имам добро заработено у една вечер, Ајде, али не го одговарам прашањето. Ајде. Ова ти се Ето, права. исто. Birthday cake или ау, сега исто. Да, ова карма ми прави животот. Чекај да вака. ајде ти го брат повеле. После еден бургер добар кој ќе изедам, Да. ама со стек. Значи, како беше она, јадам у кафана све, за мене Кока-Кола зеро. На диета. Да, да, да. Па ово не е толку лошо, дрти е, кој е тоа? Да. Гасно е, да. Сега може да го клукна веќе. Да, плукни бе, доста е. Лошо е, да, ама се трпи. Се трпи. Кој е твојот најголем фетиш спрема една девојка? На прво гледање онака или општо да ми е девојка? Не девојка, онака на прво гледање. Што те привлекува као фетиш, што ти е кај девојче? знам, очите. Темни очи, брат. Нема побо. Не Нека јадам биде сега или така не? прашањето. Не, Добро, 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 си ајде. го одговори. Да, ти ја имам посебен кажи фетиш ако не- кај девојке. ајде, Нека, кажи. не. После ме треба- фетиш каде девојките. Да. Вака. Дали некој ти рекол дека си убав и зошто не? Не можам да сватам. Дај да јадам. Ајде. I don't Никој не have може. answer for this. Ајде нека се поводи добро сега. Ево. Мрсул нешто. или сочна крушка? Помели, Леле, брат. Ова е знам. мрсул. Од мрсул може да ми се изгади. 3, 2, 1, go! Ако е крушка, ќе осетиш одма. Шо е мрсула? Yeah. Мрсула? Мрсул, да. Ау. Ау! Слушај, чекај. Стигнати сме до 9-то прашање кај мене. Вака, во наредните прашања кои што нема да ги одговориме, мораме што и да е цело да го изедеме. Готово, те разбрав. Ајде, идеме. Ако твојот живот е како филм, кој би бил насловот за тој филм? Какво предпоследно прашање? Кој би бил насловот? Оти онака си филм, така зборуваат за тега. Ако животот ми е филм, Ајде, ќе се вика Падни стани. Ау, брат. Верувајте, ќе биде успешен човек. Падни Верувајте. стани. Ето, тоа е наслов. Верувајте. Падни стани чим кажа, браво. Многу добар одговор. Мило ми беше. Добро прашање, не? Уште појак одговор. Дечки, стигнавме до последното прашање. Вака. Рангирај ми од најдобар до најлош диџеј, од следниве. DJ Марио Трампет, DJ Боно, DJ Насте и Айрис Скреч. 4. 4. Или ќе јадеш. Бирај. Не, ајде вака. Ќе дадам одговор, ќе дадам на сето одговор. Ама и за крај мора да јадеш. Добро, ќе јадам секако. Ајде. Без да лутиш? ми се лутите. Добро. Никој не ќе да ми се лути, значи Абе брат, ти си кажеш Да. твое мислење, разбираш? Вака, пример. Тоа не е така да се разбереме, тоа е негово мислење. Според мене дефинитивно Айрис Скреч. Значи го ставам на прво место Айрис Скреч. Последно место би го ставил DJ Насте. Би го ставил заради тоа што DJ Насте не го гледа видео. сега има почнато. Далеку дека си лош. Најнеискусен. Најнеискусен, да. Марио Трампет би го ставил на второ место, ти ми е пријател, на трето место Боно. Ама сега не бараме пријател. Па така ќе нема го ставам Марио на трето место, пример. Добро. Нема го ставам, нема шанс. Тоа си е твој одговор. Да. Океј, добив Пак, одговор. дали додека беше на градиште, па нели беше фул на моите журки, дали твоето чувство беше као да си многу кренат горе и да си на високо или си беше сосема нормален и уживаше само моментот? Уживав многу во моментот. Тој ме повика на бина и стварно незаборавно чувство и се надам дека он ќе си го држи тоа, сега дали ќе бидам ја таму или не е битно, така да луѓето се таму ради него. Верувам дека
Секоја година ќе биде што појак и појак, ама дали се чувствував онака горе, пошто сум на бина се чувствувам повисоко од сите. Ама дали сум онака да речеме, јас сум на бина, они се доле, не. Си уживав, ја мислам, многу убава енергија. Да, многу убаво и реално многу убаво си поминав. Знаеш, Наредно. ако све одговориме едно видео, нема да го гледат наредно. Да, не, право си. Вршиме со прашањата? Да. Ајде. Ја едно, ти едно исто време. Да. Мртва риба или столобери Ајде, банана ајде, смути? да, Банана живели. јагода смути или мртва риба? На здравје. Живели. На здравје, живели. За крај на видеото. Оу! Ау, колку лошо, дојди ово што се тргаш. Оу, брат. Оу, Ја ќе повратам. Дај вода, брат, леле. Оу, кој челендж е ова, леле, човек. Ау, Си да ги пробавме така? Леле. И дечки, фала ви многу што гледавте ова видео. Се надам дека ви беше интересно. Сакам да му се заблагодарам на DJ Тошев. Мила ми е. Исто така да му се заблагодарам и на Девидо што дојде. Сега он немаше време со нас во видео да седи, ама еве го дојде. Поздрави браќу. Поздрав врача. Он иде сега. Така да еве го DJ Тошев тука. Пишете во коментар дали би сакале да видите парт 2 од ова. Дали со него, дали со некој друг DJ, ќе видиме. Ако ви беше интересен он, со него, ако не со некој друг DJ, пишете ми исто така во коментар предлог за други видеа кои што сакате да ги видите, од мене или од мене со некој. Фала ви многу што гледавте видеото. Можете тука него вака кај фацката него да го следите на Инстаграм. Тука кај мојата негде. Ставете лайк, subscribe, поддржете не во ова што го правиме. Што да кажеш ти, брат? Еве, вака ќе кажам. Значи, најмногу што треба е една поддршка му се даде после секое видео. Мала земја сме и за тоа треба се сите до еден да се поддржуваме и да се сакаме и за тоа ќе имате цело време забавен контент, наместо да гледате други ќе гледате македонец кој што ќе гази и ќе прави добри видеа, има план за иднина. Верувајте. Секоја ваша поддршка мене многу ми значи и ме мотивира све повеќе да снимам. Пробувам да сум најквалитетен што можам, почетокот секогаш е тежок, се слагаме. Најтежок. Пишете дали ви сакале парт 2 видео со DJ Тошев, кој што можеби веќе ќе искочи, а можеби и не. И исто така пишете ми дали сакате парт 2 со некој друг, да видите како ги јадам овие бомбони, затоа што има уште едно минимум 80 натре. Фала ви многу дечки, ставете доле subscribe, следете го DJ Тошев и се гледаме. Чао!